Ето. Леле, убав тој. Убав, најубав, леле. И да си беблак не е лесно, ти кажам право. Јако е кога имаш емпатија, кога можеш да се клаш во тугите чевли, кога можеш, кога имаш имагинацијата да замислиш како другите би го гледале истото нешто. Во последно редовно си замислувам како бебето ги гледа овие работи. То мора да е некое многу јако искуство, особено кога си табула раса. Кај ти појма немаш ништо, не знаеш во животот, стар си колку 3 сметки за струја, кај цел свет кој те виде сите во тебе идат. А нит ги знаеш, нит ги познаваш, нит ги разбираш, нити себе си се немаш појма што се дешава. Мора да е прејако или престрашно. Кога размислиш, мора да е интересно да гледаш од бебешка перспектива. То најпрво си ја мани ни шпицата, па си правиме раат муаве. Божи, ајде да те пуштај. Замисли бе, брат, се раѓаш. Идиш на овај свето каков таков, те носат дома и те клават в кревет, чили во овие гнездата кои клаваме се пошто пили на мали. И ти гледаш, ти слушаш ништо, не знаеш, ме сваѓаш ништо. И го гледаш само тавано и сијалицата кој е светни нормално мајка ти татко. И тек тук некоја баба кој ќе дојди за да отспијат мајка ти татко. И ќе поминат месец-два, таван ќе почнеш малце од балце да прогледваш и еве ми ти и луѓето. Секој ден по 10 глави вака над креветчето. И сите викаат, сите урлат нешто, сите ти ваков седиш ги гледаш збуне. И дотоаш во веко знаеш евентуално две емоции. Смеењето што ти е нова емоција, може уште ја немаш и научено или не знаеш кај да користиш, и плачењето што ти е стандард емоција од раѓање. И ќе се џариш вака во луѓето, или ќе се насмеш или ќе се расплачиш, трето нема. И не само дома, кај што ќе оиш сегде, а те видат луѓе и сите над те видат. И виш може да зато научуват бебиња да се смеат. Инстинктивно. Мајка природа му вели не смеј му се, да му си сладко да не ти да тови. И то од кај знај ти дали си човек, дали си животиња. Врска нема од живот. А бога ми какви се сладки така ти да го узи. И мислам дека има ми читано негде дека бебињата се смеат пример или кој ќе познават некој мајка, татко, баба, дедо некој, или се смеат кога ќе се подуплашени и не знаат како да изреагира. Пример му иди некоја нова личност и почнува и тој ќе земи ќе се насме од страх. Демек не ме јади, молим те, сладок сум. И бога ми има разлика. Друго се смејадам со татка му, друго се смеј со чужди луѓе. Додуша на туѓи луѓе ретко му се смеј, обично ги гледа, пошто нели е во таа фаза кај што се го интересира, го проучва светот. И пример лежи в количка, ама не е некој голем фан. Кај и да е, во текот на одењето негде ќе сака враца. И ти оклаваш во кенгуру и тој почнува да гледа, да тарашва, да проучва. И нормално кој помина виде бебе, леле да е здраво и живо. Че извини. Леле да е здраво и живо. Убав тој на тет. Како се викаш, срце? Кажи му на тета како се викаш. Тој не знае кај не како се вика. Колку годинки имаш ти? И тој вака оџаре не гледа. Добро, тие си прашват и очекуваат родителот да одговори. Оти родителите изгорени се да одговарат во име на детето. Како се викаш, тета? Се викаме Теофилијан. Колку годинки имаш? Имаме 28 месеци. Ја зборе. Јас те прашав колку месеци имате или колку години имате. И немам да и разберам овие луѓето со тие месеците. Значи се разбериме една работа. Месеци се бро, што би рекле оприлеп, дур не наполнен на година. Значи последно во месеци го кажуваш 11 месеци и после тоа продолжуваш со година, година и 2 месеци, 5 месеци, 3 години или уште поарно година и некој месец. Значи никој не ти води тебе дневник за да му кажеш колку месеци, колку дена. Да кажеш од прилика колкаво е детето, година и пол пример. А не да се осеќа глупо народот пошто треба математика да прави са колку се 28 месеци, рачунај ти 12 и 12, 24, значи 2 години и 4 месеци. Речи 2,5 години, бркај работа. И оти побогу имаме 28 месеци. Сам јас знам дека сите си изгорени бидат помлади од тоа што се. Ама прашањето е за малиот. Кога ги прашаш колку имаш, треба да се каже има толку, а не имаме. Сам јас знам дека од милостето, од милоштиње од душата што ти иде. Пошто нели го раѓаш и заедно ги терате години. И баш заради тоа јас мислам дека на пример жените кога ќе родат треба од тука натаму му се рачунат нови години. Колку шума детето, толку има и жена. Мислам дека така би биле сите најсреќни. Додуше тие прашањата многу немам да ги разберам. Мислам добро,
Добра, ќе направиш со некој нормален муавет, може ќе прашаш колку има малио или малата, не би. А има луѓе бе брат, кои те чапнат со прашање, кој тест, кој испит, то не знам шо е. Да не знае човек како да се постави. И не пример да те праша како себе како години има. Нева да ќе ти влези во интимност, кај што не треба уопште гајле да му таму ќе ти влези. Цица, фаќа? Не, овие моите не фаќа. Ти пробаш да се сетиш кога поставив јас прашање за твоите и зошто побогу би сакал да знам таа информација. Арно знаеш како? Кој те праша? А пумпа имаш пумпа? Течи излегва? Не, ти знаеш како јас имав мака, од тука течеше пуѓ, од тука не течеш. На сестра ми обрат. И земи ја пумпата и пумпа им лекара. Ешо на филмоите кои ќе клават внимание вознемирувачки слики и видеа. Ето. Оти го вознемирувате народо, ни крив ни должен со такви слики во глата, не знам, ама добро. Жуште ако има и мажи што прашват такви прашања. Цица? Извини пријател, шо ти е тебе гајле дали цица бебето? Зошто побогу прашва? Значи се работи за жена и дете на некој што ги позна. Сериозно таму те интересира? Даш да ми кажеш дека од сите прашања на светот, од сите слики во глата што можеше да ги има, таа ти е сликата што се појави? Аз не знам, мене на пример ако ме прашаш таква работа, прво ќе го замислам нештото, после ќе го одговорам. Чи веројатно мора да имаш некаква слика во глата. Зошто? Или може да од медицинска гледна точка прашваш, не знам, пошто нели кај нас не е битно дали си медицинско лице, сите имаме знаење од сите области. Хај седи шо зборе? Башка сите одсекирани сне. Се секираме многу. Не, нека те прашва за оговарање, после тоа за се прави муавет да се прат споредби, нема врз. И крај нема тие таквите прашања. Се врти. Овој нашиот на 3 месеци вака се вртеше. Абе вашиот салта праеш. Значи колут напред со шпага. Запчиње му излегоја. Столицата каква му е? Столицата му е гнездо, немаме столица. Жолто или зелено? Потемно или посветло? Дома го саеш да брцна мрака во кантата, ќе ти покажам. Мислам да не се мачиме душата, се објаснувам. А природно или со царски? Пак не разбирам. Шо е битно? Со селски беше природ. Боже! Женака од се сите прашања ги прашват, ама го држат бебето вака блиску и се дерат. Значи во бебето се гледа и му прави уџи и прашва. И зошто се дерат луѓето на бебињата, немам да разберам. Борере Австралијато, па телефонот оние напречните со вртење шо беа, па не фаќа врската, па треба се дериш. Тука е пред тебе. И кој што нема осет луѓето буквално овде вака пред носот ги клават бебиња. Слухо му е нов неотпакован, значи поубаво да слуша немој да сака. И ти го земаш и му се дериш ту. Боже го. Ако нека се учи детето на галама. Муабет што е останат од кафанските времења кај што сонвале родителите да може в кафана дој со малиот. Да го однеси в кафана и тој тука да спие, тие тука да пијат. И го ќе стани нели да му се дај од пивото, од виното, рачија. Како то треба корено да се фати од мал. Ти нема да се донапие во векот, треба од тоцкав да пие. Сам пример велим. И далече му се дериш уште муабет му правиш како да е човек возрасен. Со прашања, со разговори, со муабет им сам добро. И јас му зборам нон-стоп, му пеам и така натаму. Не бе брат, прашања го прашва. Јас која сум, ме знаеш? Како не? 3 месеци има, како не те знај. Сите ги знај. Да му речиш химната ќе ти испеся, дип му немаш речено. Седи шо збораш мор. Војска имате заедно оден. Те знајте пошто. Сам добро разбирам дека од милост. И јас му зборам и глупости, го прашвам глупости и правам звуци дебилни, измислувам песни и чуда. Нормално. Кој ќе му го посветваш буквално секој момент од денот возможен, нормално дека ќе мора да измислуваш работи, пошто тоа е. Нема како поинаку да комуницираш, уште ништо не знаеш. Ама јако е кога ќе ги видиш овие работи. Кој видиш некој друг кај што прави нешто што а го размислиш стварно нема смисла. Ама му е сладко на моментот, така му иди го прави. Исто како тато што прави се за да ги укради сите осмеси од синко, пошто нема поука. Тоа е милост. Се милост, не милост, епизода мора нек да заврши. Иако имаше многу што се кажи на овие теми. Ама здравје бате, има и кога да кажваме на крајот на ден. Така што толку од мене за денес. И останете на нашата програма. Се гледаме наредна епизода. Поздрав и убав ден.